Проектот за сообраќајницата на новиот булевар кој ќе ги поврзува општините Аеродром и Газибаба е готов, а изведувачот на градижните активности ќе се знае на 14 февруари. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов информира дека многу наскоро се очекува да биде означен стартот на градижните активности, со што ќе се отстранат и вкупно 180 објекти низ керамидница. Проектирањето е завршено. Првата фаза ја внесуваме во изработка. Отварањето на понудите за избор на најповолен понудувач на градежните активности е закажано на 14 февруари. Го добивме проектот за мостот како втора фаза, кој што ќе оди преку керамидница. Во моментот е на ревизија, па ќе распишеме постапката. Започнавме со експроприација повеќе од 30% од трасата на која што треба да поминува новиот булевар во делот кај Скопско сајмиште веќе расчистено, така што очекувам дека ќе влеземе интензивно по експроприација и онака како што и го најавив проектот за време траење, очекувам дека ќе биде завршен. За мене е битно дека започнуваме оваа пролет со градежните активности на реализација на тој нов коридор во нашиот град. Проектот предвидува и изградба на нов мост преку Вардар, кој ќе ги поврзе општините Аеродром, Газибаба и Центар. Проектот за мостот, кој ќе биде со должина од 120 метри, е веќе готов и тој треба да се изгради во близина на хотелот Русија и да ги поврзе булеварите Асном во населбата Аеродром со булеварот низ населбата Керамидница. Проектот за мостот, кој ќе биде со должина од 120 метри, е веќе готов и тој треба да се изгради во близина на хотелот Русија и да ги поврзе булеварот Асном во населбата Аеродром со булеварот низ населбата Керамидница. Новиот коридор во градот задолжително ќе биде проследен и со нови автобуски линии на јавниот градски превоз.